Овие се моменти на тага и на жал за загубените животи. Тешки се деновите кога искажуваме сочувство на роднините, пријателите, бидејќи сопраќајките се настани кога некој ни ги краде тие што ни се најмили. Кога некој умира, знаеме дека тоа е неминовно во животот, доаѓа смртта. Но кога се случуваат вакви настани, тие се уште потешки и поболни, затоа што тие што сме ги очекували да дојдат дома, никој пат не пристигнале. Затоа во овие моменти на тага, треба тагата да ја споделуваме и да помислуваме на живите и како да им укажеме утеха и како на најблиските да им помогнеме да ги пребродат овие најтешки моменти во нивниот живот. Се вели дека луѓето не умираат кога ќе ги погребат, туку кога ќе ги заборават. Да остане споменот за овие луѓе вечен, да се сеќаваме на нив, да ги спомнуваме и на нивните најблиски да им помагаме овие тешки моменти да ги пребродат. Тешка е загубата, но уште потешко е ако вакви настани ни се повторуваат. Ова е поука да бидеме секој пат внимателни и поука за сите што се изложени на вакви настани, секој пат да внимаваат и секој пат да имаме предвид дека нешто што е најскапо тоа е животот. Животот не може да се надомести. Овие луѓе кои ги изгубиле своите животи, ги изгубиле своите соништа, ги изгубиле своите планови, ги изгубиле сите своји мечти кои сте стремеле да имаат добар и среќен живот. Нека биде поука да бидеме сплотени, да се почитуваме и секој пат да си укажуваме на вакви моменти подршка, затоа што животот е краток, многу брзо проаѓа, нека биде животот исполнет со моменти на среќа и на радост, а не со тага. Уште еднаш изразувам најдлобоки сочувства до семејствата, до пријателите, до блиските, до општината, до државата. Ова е тажен ден за Македонија, тажен ден за сите нас, вакви настани да не ни се случуваат. Нека име вечна слава.